Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер и добро дојдовте во понеделничкото издание Гласот на народот, почитувани. Со оглед дека знам дека со нетрпение го очекувате Гласот на народот, бидејќи има што да видите, слушнете и да знаете. За волја на вистината, секој сум бил трагач на ексклузивни содржини, соговорници, впрочем и во најавата стои. И по ваша волја, ваша замолица, мене заповед, успеав тоа да го реализирам, имајќи факт дека мојот соговорник прифати да дојде и секако ќе се заблагодарам. Тоа е Вилма Русковска, поранешна шефица на јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Поздрав до вашите гледачи. Благодарам. Да бидам искрен, неколку пати добив порака од гледачите, некако да замолам да дојдете, имајќи факт дека можда ретки сте од вашите колеги кои сте објективни и давате искрени одговори на прашања на новинарите кои ќе ги постават. Без куртуазност, значи тоа е професионалност од ваша страна. Имајќи факт дека сме сведоци што ни се случува овие изминати десетина дена, колку му доаѓа, каде што Македонија се наоѓа во еден голем грч, една голема спазма. Тоа го зборам и како родител, и како човек пред се. Се згасна 2 живота, меѓутоа се уште немаме резултати, конечни за се тоа. Дозволите само една компарација. Имаме еден настан, тоа е трагично почнатиот председател Борис Трајковски, во кој обдукцијата и судската медицина со резултатите исто каснеа многу. Ме подсетува дали имаме сличности со сето ова или пак така е процедура. Самиот обдукцијски наод, физичкиот да го наречам, се заврши многу брзо и веројатно во тој дел им е спремен. Повеќе време треба за хемиските анализи. Дали во крвта на едниот на другиот има траги од, например, од хлороформ, од било што. И сега тоа трае малку повеќе, веројатно се чекат и тие хемиските анализи, за да биде обдукцијскиот наод конечен и целосен пред се. Тоа е моја предпоставка. Сега јас... Да, ја ве прашам како експерт. Да. Сепак сте експерт во вашата работа. Но да се вратам на првиот дел од мојот разговор, секако со тоа вашето заминување од местото шефица на јавното обвинителство за гонење организиран криминал и корупција, кој да бидам искрено храбро го водевте. И ќе ми дозволите да изведам неколку фрагменти, како велат, незиното разрешување се случува непосредно по објавувањето на извештајот на Европската комисија за земјава, во која се заклучува дека немало напредок во борбата против корупцијата. Сегментот за кој меѓу најодговорните институции е обвинителството, со кое во минатото раководеше Вилма Русковска, во чиј мандат беа отворени неколку предмети против актуелните функционери на власта. Што ќе да радите? Па немам што да додадам. Тоа е тоа. Дали некому сгрешивте или не му одевте по тактот? Не знам дали на никога сум сгрешила. Јас
најодговорно тврдам дека најпрофесионално си ја вршев функцијата, дека ја до сега сум единствен шеф кој и постапувал по предмети, значи одел во судници и раководел со институција. До сега тоа се нема случајно. Не само затекнатиот предмет од 27, него јас отворав и нови случаи, работев на нив и постапував и бев во судници. И сега дали... Се тешки случаи? Да. Сега дали работна во работата и мораш да сгрешиш на никого. Јас секогаш мајка ми покојна која нешто се збореше против мене, па жената ќе се вознемиреше, јас секогаш и викав: "Мамо, јас сум обвинител. Нормално е дека не може сите да ме сакаат. Да бев поп, веројатно ќе ме сакаа сите." Така да тоа си е ризик на професијата. Го спомнате семејството, потекнувате од едно семејство во кое вашиот татко исто така беше обвинител, познат и борец против криминалот и се она што беше во времето на бившиот систем, против секој кој е против државата. Што ја да бидам искрен, секогаш го почитувам секој оној кој се бори за територијалниот интегритет и суверенитет на својата држава. С краја да е разлика од оној што не се грижи и го распродава и го трампа за бедни лични интереси. Па добро, мојот покојен татко бил во партизанија. 44-та е подполковник, комесар на дивизија. Се борел за оваа држава. Мајка ми покојна во бугарски затвор, после во партизани во Македонија на Сремски фронт. Не за крајот на војната во Југославија завршува на 15 мај 45-та. Они се во робови на граница со Австрија. Така да, и така сум воспитана, дека државата мора секогаш да биде на прво место. Госпожо Билма, како е да си биде обичај граѓанин, без привилегии денес? Па јас себе секогаш сум се сметала за обичен граѓанин. Освен додека бев на функција што имав службено возило, не сум имала некои привилегии. Мислам, никакви. Не ми ни требале. Мене ми е привилегија што сум со вас. Со тоа што бев наистина од таа можност да се сретнем и со Карл Дел Понте 2001, која важеше за еден многу строг обвинител. Меѓутоа имав еден така дуел со незе и ја кажав и мојата стратегија, по која она ме памти, јас себе го пренесувам тој став за македонската вистина, но од друга страна исто така ми е привилегија што сум со вас, во кои се знадам дека ќе им дајете одговори од народот што ги упатуваат. Дозволете ми во врска со вашето разрешување, ако можам да речам, или дисциплинска постапка, дадовте една интересна изјава, ако ми дозволите, јас само ќе ја цитирам за еден медиум. После извештајот на Стейт Департментот, по барање на Дерек Шоле, тој е советник во Стейт Департментот, Ковачевски остварил телефонски разговор со него на кој присуствувале вице-премиерот Бојан Баричич и амбасадорката Агелер, при што премиерот Ковачевски побарал помош од САД за системско решавање на борбата против корупција, особено високата корупција. Тоа беше званичното соопштение од владата на Македонија, кој беше пренесен само од еден единствен портал. Замислите, еден единствен портал. Искрено, кога го прочитав ово, не знаев дали реално се случува или читам стрип на Алан Форд. После тоа барање помош за системско решавање, ден потоа се носи одлука од Советот на јавни обвинители да донесе одлука и да ме разрешат. Се мисли дека Ковачевски побарал помош за системско решавање Стейт Департментот, а ден потоа побарал разрешување на господјата Билма Русковска. Не можете да кажете дека Ковачевски побарал мој разрешување. Апсолутно
Вие сега така кажавте. Не Ден можеме пота никој, ден ни пота вие... се носи одлука Советот на јавни обвинители Така може. да донесе одлука да ме разреши. Проштете, Да. грешно е парафразиран. Значи, ден пота се носи одлука Советот на јавни обвинители да донесе одлука за ваше разрешување. Мислам дека не беше... Ова што го цитиравте, мислам дека е кога дисциплинската комисија донесе одлука да достави предлог за моje разрешување. Затоа што јас сега сум разрешена на 23 Меѓутоа, октомври. постапка да се поведе у секој случај. Да, да. Да. А меѓутоа сепак беше, како што рековте, го дали го читате стрипот на Алан Форд, дека истиот Ковачевски побарал помош за системско решавање и борба против корупцијата, особено високата корупција. Па добро, веро, тоа сигурно го направил под притисок на јавноста, дека сите ние, како обични граѓани, перцепираме корупција, новинарите објавуваат. Но дали нам ни треба некоја друга држава да ни решава проблеми во матичната држава, во борба против корупција и негативни појави? Па да бараме од Америка, колку е тоа клиентелистички? Колку тоа, да речем... Добро, тоа може, треба да го прашате премиерот. Ја не можам во негово име да зборувам зашто он остварил разговори, зашто побарал помош. Тоа треба него да го прашате. Да. Уред, јас сум кача замолам, тука ви поканив како експерт, нема значи како ни обвинител, и затоа па не сум ни повеќе обвинител. Да, кој експерт во секој случај. Ќе се навратам за овој немил настан што навистина е тема на сите теми, затоа реков дека е зона на Самарко. Дали Македонија налику на познатата серија се сеќавате зона на Самарко, што навистина создава голем страв кај народот. Јас сум во обвинителство од 88 година. И не паметам ваков настан. И нормално е и људски сите да бидеме истравматизирани. Од целиот овој настан, мислам дека е претежок изразот зона на самракот. Сепак мислам дека не сме до таму, а дека остави длабока горчина кај целиот народ. Тоа е да. Успев неколку прашања да додам на народа, ако ми дозволите. Дали можело да биде спасено ова невинно и младо девојче? Според информациите кои ги имаме сите ние, значи она е максимално неколку часа после грабнувањето, слободно можам да кажам екзекутирана, односно свирепо убиена. Така да не мислам дека во тој период можело нешто да се направи. Ќе ми дозволите. Повелете ми, молам. Сметам, како доаѓаат информациите, според мој размислување, дека не се работи за грабнување од користолюбие и убиство од користолюбие, затоа што никош не е побаран, не се побарени пари, не е побаран откуп. Јас имам читано 30-тите години минатиот век во Соединетите држави, семејство Армстронг, многу богати, им го киднапираат детето. Да. И побарали откуп. Откупот е платен во висина од $200,000. Сега
Кога рачунате колку вределе тие се работи за 30-тите години на минатиот век, а детето било веднаш убиено. После е пронајдено телото и со обдукција утврдено дека е веднаш утепано. Значи, покрај тоа што било мртво, грабнувачите побарале откуп и им бил платен откупот. Тука имавме 5 дена, мислам, како пред да се открие телото на убиеното девојче, никој не побара пари, никој не побара откуп. И не знам колку веројатно и министерот, особено обвинителот Бубевски, на пресот тоа го кажа според изјавите на осомничените, првично дадени во полиција и во обвинителство, но затоа ево и тогаш на гледачите да им појасниме, се уште беше фаза на предистрага, дури не беше ни отворена истрагата. Јас сум сигурна, имам доверба во колегите дека ќе го откријат вистинскиот мотив за убиството и на човекот од Велес и на малолетново девојче. Току, кога постои прашање дали можно народот да биде спасено во невино младо девојче, се внесува доколку се користи системот безбеден град, Safe City, врска со камерите, имајќи факт дека колата која е украдена, е регистрирана 2 дена после тоа, значи некаде 25 во Скопје, тоа го соопштува и опозицијата, осудува, критикува. Доколку се пронајдеше колата која 2 дена шеташе слободно во Скопје, би можело да дојде до некаде. А дали во првите 2 дена, да кажам, полицијата можеше да знае дека тоа возилото со кое ќе биде, односно беше киднапирано малолетното девојче. Колку е точно дека ќерката на починатиот Жежовски се опатила во СВР Велес и регистрирала дека татко исчезна и возилото го нема. Но сепак, пак ќе го кажам истото, сепак од почеток тие 2 случаи не беа поврзани и не можеше никако да се поврзат. Меѓутоа му беа главата на исчезнувањето на човекот од Велес, исчезнувањето на неговото возило и киднапирањето на Вања. Како можете вие првично, може би 2 дена пред исчезнувањето или 3 е пријавена дека е исчезнат велешанецот, а на 27 е киднапирано девојчето. И во прв момент, не знам која полиција у свет, би ги поврзала овие 2 случаи. Ако това возило, хипотетички се, значи, се повикам на медиумите и изјавите, 2 дена слободно се движи во Скопје, а полицијата не го регистрира со оглед дека имаме големи контроли, тука се одржува најголем самит, конференција на безбедност и соработка. Значи имавме полиција на секој 10, 15 метра, 50 метра. И да може да се застане таа кола. Дали би дошло до тој чин или сепак тој што го осмислил тоа убиство, осумничениот да речем, сепак си направи секакви можни... Ете, сега и јас можам само да шпекулирам, а не ми е обичај тоа, но еве и да го запрела полиција возилото 2 дена пред киднапирањето на девојчето и да го одземала,
оние ако решиле, одлучиле да ја киднапираат, може би се одложило ден-два, ма би нашле друго возило. Како го коментирате како обвинител? Со оглед дека народот исто така реагира, што јас не секам да слушам муабети, разговори, доколку не се официјално дадени, дека како е можно, повторно тие две возила, да се движат во најбезбедносната зона во Европа. Тука е се 57 министри за надворешни работи. Тука се служби ангажирани. Тие возила по таа рута да бидат пропуштени. Добро, самитот се уште не беше почнат. 27. Јас колку што знам 29 и 30 беше самитот. Меѓутоа беше Значи ова организирано. беше добро. И Контроли. службите и Да. контроли, ама не можат ни се секое возило да го запираат. Сам едноставно никој ако не направи прекршок како вози според правилата. Не, затоа и ви нагласив. Значи, во првите денови ниједна полиција во свет не би можела да ги поврзе исчезнувањето на господинот од Велес и киднапирањето на девојчето. Заправо што е до 3 дена се фатени и се ставени и се издейства од нив да се добијат искази со кои веќе беа лоцирани сторителите и првосомничениот. Во секој случај малце е не е индикативно, веќе е познато дека првосомничениот веќе има искуство со екстрадиција, нели? И дали тоа веќе знаел дека тоа ќе се одложи, ќе биде, ќе замине, ќе побегне и се тона? Па никаде не одат брзо екстрадициите. И од нас која се бара екстрадиција, и тие не одат брзо. Се поставува и прашањето дали воопшто сметал дека ќе биде откриен, затоа што оние веднаш ја напушта државата. Така, и јас знам од медиуми, сега не знам точно, сигурно полицијата и доставила до обвинителството информации кога е напуштил државата, на кој граничен премин и така каде отишол. И ја знаеме рутата, нели? Тоа се све меѓународна полициска соработка. Прво мислам дека не очекувал да биде откриен и сметам дека него Турција не му била крајната дестинација, според ова што пишува по медиумите. Но навистина брзо се открија сторителите и веднаш беше побарана меѓународна правна помош и од Србија, и од Бугарија, и од Турција. И мислам дека тоа му ги има пореметено плановите, затоа што ако отидеш у некои други држави, што не дозволуваат екстрадиција, сигурно немаше да биде екстрадиран. Рековте да нема политички конотација овој грозоморен чин вако убиство. Не смее да има. Не смее да има политичка конотација, затоа што се работи за две брутални убиства. И така сметам дека и колегите во Турција кои ќе ги добијат доказите, што сме должни да ги приложиме кон барањето за екстрадиција, дека на случајот ќе гледаат во право светло на
како што е. Вие сте обвинител долго години, веднаш после реакции вашиот колега Бубевски, така? Да, Гаврил Бубевски. Гаврил Бубевски бил тотално конфузен. Создаде на многу лоша перцепција. Дали требаше така? Според увече за случаите кои кои ги водеа, беа како славејчиња. Со обвинител подготвени за обвинение и така натаму, тука беше конфузен. Па не мислам, јас ја гледав пресконференцијата многу внимателно, не мислам дека беше конфузен. Видите, многу е тешко да го пазите секој избор, затоа што ќе повторам, се уште беше пред истрага. И според нашиот закон пред истрагата е тајна. Но поради притисокот на јавноста и дека МВР излезе вечерта со соопштение дека се фатени сторителите, мора да одржат пресконференција. И он на вистина мораше да пази и многу внимателно да зборува. Така да не мислам апсолутно дека беше конфузен. И изнесе максимално одговарајќи на новинарски прашања, максимално што можеше во тој момент да изнесе. Атакување беа врз интегритетот, односно личноста на министерот Оливер Спасовски, зошто излезе тој да даде изјави, а не портпаролите или првиот човек на ДБК и така натаму? ДБК не постои, сега е АНБ. АНБ, пардон. И не мислам дека требаше апсолутно првиот човек на АНБ да излегува на пресконференција. Не знам дали имало и која е била улогата на АНБ во целиот овој случај. Министерот и за други настани што биле побитни излегувал на пресконференција. Така да он има законско право тоа. Дали тоа дали законот дозволува? Ова се реакции дури од експертите по соседството. Знаете дека овој случај доби и регионален карактер. Сега, зошто толку доби акцент, имајќи факт дека Македонија беше наистина главен поинт, главен топик за ваквите однесувања, критикувајќи дека во Македонија се случува најсериозна конференција за безбедност и соработка. А се случат вакви тежок деликт, убиства, кои наистина со големи размери. Што сепак е адресирано на Министерството за внатрешни работи, на државата општо, дека подбацил. Јас сум била обвинител, така да не можам да зборувам од аспект на полициско работење. Не, дали требаше некој на господинот Спасовски да му каже не, и јас ќе излезам, ја ќе дадам информација. Бидејќи тие се атакување врз неговиот интегритет, бидејќи сека професионалност, бидејќи тој излезе и даде информација дека се случи тоа, дека обелодени под притисок на народот, каде е малата Вања, што е со девојчето. Распишана беше и потерница, меѓународна потерница. Прашањето е дали законски може и треба министерот да излезе? Видете, јас до толку го немам читано законот за полиција, само мислам дека има право да излезе министерот, кој што сега да не се повторувам, кој што за повеќе други случаи излегувал на пресконференција. Госпоѓа Рисковска, ја би ве молила со оглед дека сте вистина професионална во вашата работа, како вие би постапиле? Како експерт ве прашувам во оваа ситуација, бидејќи се уште немаме конкретни информации, уште резултати. Што смислите, кога може да дојде екстрадицијата на Палевски во Македонија? Па јас го слушав професорот Калајџиев, кој исто така кој многу добро мислам ја проучил постапката за екстрадиција во Република Турција и
според негово мислење 2 до 3 месеци би требало да трае таа постапка и јас го почитувам мислењето на професорот. Тој исто така замерува и укажува за начинот на дискурсот и на изразувањата во самиот случај, колку таа ќе се одрази лошо во делот на екстрадицијата, бидејќи ако се наречат монструми и така натаму, дека ќе иде у бенефит на осумничениот. Да се води сметка за вординг. Дали треба добро, посебен вординг за човек кој прави... Сите бевме во шок, може би и не беше соодветен, ама реално сите истото го мислевме. После пресконференцијата, нели, која малку повеќе слушнавме за случајот. И, што веќе кажав, јас не паметам таков настан да се случил во државата. И сите многу емотивно реагиравме, но човечки е така да се реагира. Може би навистина не е добар тој израз, монструми, ама сите тоа го мислевме. И дали заслужува некој друг квалификатор, тој чин што го напредуваш, Да, мало и девојче. јас верувам дека уште Дали треба во ракавици да се сите- збори, да се нарекува, да. Сите тоа го мислиме. И во право е професорот кога кажува дека веќе ја нема презумцијата на невиност во случајов. А презумцијата на невиност мора да важи до донесување барем на на правостепена судска пресуда. Но пак ќе кажам, сите сме преемотивни за овие случувања. Ние сме мала држава. Можам да кажам, секој со секого се знае и се познава. Но сепак мислам дека и сигурна сум дека ќе добијат фер судење. Госпоđa Русковска, опрашање страв. Владее страв кај народот. Значи, ова создаден голем хаос. Значи, јас сум секојдневно со луѓе, со народот, од различни вероисповеди, значи, на различни националности. Луѓето веќе се уплашени. Па се збори, не случајно ова се прави, да се создаде хаос, како што беше хаос од 27. април, да не изледат луѓето на улица, да не протестираат, да не штрекуват. Значи, го правиме еден сублимат на народот како реагира. Значи, се поврзуваат, се. Затоа велам, дали треба веднаш да се направи екстрадиција, не да се чека, значи да се користат... Не си имаат турците, си имаат процедури што мораат да ги испочитуваат. Апсолутно. А обвинителството ќе си ја води истрагата. Јас сум длабоко убедена најпрофесионално и ќе се откријат причините, мотивите, а тоа дека мотивот бил да не излезе народот на улица, не. Ајде се да го вратиме филмот и имате нека прогноза од прилика до кај кој би очекувале да се разреши овој случај? Бидејќи за ова кривично дело е предвидена казна доживотен затвор, че притворот може да трае 1 година. Максималното траење на притворот е 1 година, после тоа или треба да се подигне
обвинение или да се пуштат на слобода. Не мислам дека ќе трае една година сега да не ме разберат погрешно гледачите, но кажувам колку е законската можност. Јас сум убедена дека колегите обвинители кои работат на случајот работат максимално брзо, дека и тие сакаат, сигурна сум, да се разреши случајов и да добие една судска разрешница. Само 10 минути, јас сакам нешто да вратам нека страница за вашите случување. Значи ви разреши, дали беше причината предметот финансова полиција и случајот Арафат или нешто друго? Се шпекулира дека е друг предмет, се работи за предметот Рашковски. Па навистина не знам која е точната причина за моето разрешување. Некогаш може и ќе дознаеме. А сега која е причината, може и народот да си шпекулира, може би јас. Кога бевте прашани дали е Рашковски, дали што дојдовте одговор од тогашниот премиер, кога креновте обвинителен делен акт, нели како се вика тоа. Зоран Заев рече не верувам во тоа. Зошто не верувам на Русковска. Тоа беше на насловна страна на еден неделник. Дали има право екс официо тогашен премиер да се меша во независна институција? Не, апсолутно не. Направивте, како што велат, упад во финансова полиција за финансиски проневери на Арафат. Дали вам ви направиле некој упад од таков тип после вашето заминување? Јас имав неофицијални информации дека е водена финансиска истрага. Мислам го провериле целото семејство. Ама тоа, видете, бидејќи јас имав кривична пријава од Арафат, односно од финансова полиција, за злоупотреба на службена положба. Така да и не е вон закон да се направи финансиска истрага. Дали Вилма Русковска ги наполни бродовите своји додека била обвинител? Нека кажат тие што воделе финансиска истрага. Јас утре или задутре ќе го доставам анкетниот лист до Државната комисија за спречување корупција и тој веројатно ќе биде јавно објавен, па ќе види народот колку имам. Некој ги собирав прашањата на народот. Операција или предметот рекет, дали целосно го протресовте? Дали има луѓе кои се уште не се фатени, а има сомнежи дека се инволвирани? Не. Целосно е се испроверено. Се спомнуваше зборот името на Зоран Заев и семејството. Не. Затоа сега тука сме да ги поставиме тие прашања да одговорите. Не. Јас кога беше актуелен предметот, во повеќе наврати кажав дека премиерот на државниот обвинител му се јавил, кажал дека сака да дојде да пријави кривично дело, за кое разбрал. Значи, во ни телефони од кои си извештачени не произлезе името на тогашниот премиер. За 27 не смеам да не ме прашам. Зашто не смеам? Затоа што народот ме замоли. Молим те, прашам. Дали се чувствувате, имате грижа на совест за тие луѓе што се во македонските затвори и колку е веродостојно на изјава на еден, како што го нарекуваат, не кристално чист и јасен сведок, да земе на душа на врат луѓе кои имат казни 3 века. И овој предмет се зима како лош пример
во изучување на кривично право на универзитетите во Европа? Кажете ги кои универзитети во Европа? Или вака на памет ќе збориме? Ова како информација. Значи, непотврдени информации, многу е лошо кога се шират во јавност. Напротив, кога беше завршена истрагата и кога се подигна обвинение, зборуваа професори дека предметот треба да се изучува на правниот факултет како предмет како треба да се води предистрага и истрага. И затоа дека се проучува како предмет на универзитети во Европа е толку паушално дадено, добро. Имате слушано, не немам слушано, тоа е прв пат од вас слушам. Грижа на совест немам и предметот нека не се спинува цело време, е резултат на еден сведок. Вие знаете ние колку доказни материјали доставивме до судот. И колку 37 сведока имавме. А плюс тоа море на доказен материјал. Како го коментирате обвинет, земен, ослободен да гласа за промена на уставот, промена на името? Како обвинител ја прашувам. Еве како обвинител, како поранешен обвинител и како обвинител од кој тогаш го водеше судот, предметот во пред првостепениот суд. Тоа се тројца колку беа толку. Значи јас за едниот дадов негативно мислење. Не дадовте пас? Не. И се стои во списите на предметот, кој сега може да провери. Апелациониот суд го пушти во куќен притвор. Јас дадов негативно мислење. Ова е прв пат, ја го слушам. Затоа си постои доказ. Дали во списите на предметот во обвинителството. Дали тоа е кривично дело на поединецот кој го извлекува дотичниот или дотичните да гласат, а претходно се обвинети? Или апелационен суд фактички ја поништува, како се вели? Не, Вие не дадовте зелено светло истиот да се ослободи во куќен притвор. Не, да се ослободи со гаранција. Не дадов затоа што не понуди гаранција, јас дадов негативно мислење. Но во секој случај апелациониот суд. Кој што води госпоѓа Русковска вакво однесување? Па нема те мене да ме прашат, треба да ги прашате. Ве прашам како експерт. Од апелациониот суд. Видете, обвинителството само дава мислење. Судот е тој што одлучува. Дали првостепен суд, дали апелационен суд. Дали се тоа создаде 1% или 0,1% верба во судскиот систем со ваквиот начин на однесување? Кај народот? Па не знам, рейтингот во судскиот систем многу време е во надолна линија. Мене, и додека бев на работа, многу луѓе повото за граѓански спорови ќе ме праша: Вилма, го знаеш ли тој судија? Обично и немав контакти многу и не ги знаев граѓанските судии. Викам, зошто? Вика, не барам ништо, само по закон да пресуди. Значи, тоа години на нас се случувало. Вика, може да... Вика, само по закон. Не барам, вика, да донесе одлука во моја корист или тоа. Вика, само по закон да пресуди. Тоа доволно укажува дека довербата во правосудството е во константна надолна линија или пат. Престо сме на големи празници, во секој случај, како планирате да чекате и организирате? Со оглед дека немате обврски сега,
Како ќе ги се организирате во престојните празници? Па сега за сега немам планови и мислам дека ќе останам во Скопје. Што па ми престои после тоа да поминат празниците. Треба да одам на операција на очите. И така да сега за сега плановите ми се тие. Која е вашата порака за крај? Па се надевам дека и обвинителството и судството општо ќе почнат да ја стекнуваат довербата на народот. Ви благодарам многу што бевте мој соговорник и направивте Благодарам судовите Тедно за поканата. Чести задоволство. Почитувани, тоа беше Вилма Русковска, поранешен обвинител, меѓутоа обвинител кој ви даде одговор на прашања кои вие ги поставивте днешните чести задоволство да ги пренесе. Бидете живи и здрави, се гледаме утре во истото време на истата фреквенција. Ви благодариме што бевте дел од гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре во исто време на Вистинска телевизија.